Од пар-непар преку субвенционирање на велосипеди до акцијата Паркира и вози. Многу мерки, но без резултат. Скопје и понатамо останува еден од најзагадените градови во светот. Од 360 дена, главниот град на земјава бил загаден над дозволената граница дури 100 дена. И градовите за кои има перцепција дека се најзагадени во светот, имаат помали вредности на PM10 честички. Според светскиот индекс на квалитетот на воздухот, најзагаден со 217 PM 2,5 честички на метар кубен е иранскиот град Забол. По него следуваат индиските Гвалиор со 176 и Алахабад со 170, Паријат со 156 и Алџибаил со 153 и двата од Саудитска Арабија. Тоа се пете топ градови со најголема загаденост. Причина што во оваа листа го нема Скопје не е дека е помалку загадено, туку во оваа листа не се вклучени мерењата на земјите од Источна Европа. Според неформалната граѓанска асоциација Скопје Смог Аларм, во главниот град, во првите денови на февруари, веќе беа надминати лимитите за загадување кои важат во Европската Унија. Според нив, најмногу 35 дена во годината едно населено место може да има загаденост над дозволеното. Скопје од 45 дена во 2018 година на 40 бил со загадување над дозволеното. Што е со останатите 320 дена? Само за споредба, во истиот период Лондон има 15 PM 2,5 честички, Париз 18, а Лос Анџелес 11. Пекинг има регистрирано 85. The air pollution levels are very high in Skopje especially, but even the other cities in Macedonia. And in international comparisons, I think that the pollution levels are among the highest in European context and even to some extent comparable to polluted cities like Beijing in China. Во ревизорскиот извештај за преземените мерки за квалитетот на воздухот од 2012 до 2014 година се нотирани бројни недостатоци при загадувањето. Според истиот извештај, во 2012 година се изгубени 11.655 години на живот поради предвремената смртност од рак на белите дробови, која се припишува на изложеноста на канцерогените од 50 микрограми на метар кубен 2,5 PM честички во Македонија. Доколку сме ги имале граничните вредности од 25 микрограми, 2,5 PM честички на метар кубен, како што е во Европската Унија, тогаш би биле спасени околу 5000 години живот во земјава само во 2012 година. Сериозен проблем во борбата против загадувањето на воздухот е и недостатокот на стручни лица во Инспекторатот за животна средина. Во правилникот за систематизација на институцијата предвидени се 38 работни места, а пополнети се само 22. Годинава за прв пат има некој казнет со каква таква казна за загадување на воздухот во Скопје. Тоа е депонијата Дрисла со мала и символична казна од 8000 евра. Горела медицински отпад во печки без филтри, Дрисла е лоцирана 10 километри од центарот на Скопје. Покрај оваа казна, како мерка за борба против загадувањето, минатата година градот Скопје започнал акција за субвенционирање на печки на пелети. Во 2017 година град Скопје во два повика додел 200.000 евра субвенции за шпорети за пелети. Само 430 граѓани добиле субвенции за шпорети со овој регенс.
Според мерењето на Институтот за јавно здравје, од минатата година, најголем загадувач на Скопје е загревањето на домовите со 32%, потоа сообраќајот со 22%, додека околу 20% се градежништво и индустрија. СКОП ги истражуваше институциите за да се дознае што во практиката спровале за реално да се намали загаденоста. За жал, резултатите покажаа дека воопшто не име грижа за загадувањето на градот. Расте бројот на возила за јавен транспорт кои користеле дизел, расте бројот на дизел автомобили, паѓа бројот на домаќинствата кои се греат на парно, а општинските и државните инспекторати за животна средина фигурираат само на хартија. Од 2017 година ниту еден автобус на јавното сообраќајно претпријатие не вози на газ. Само за споредба, во 2007 година ЈСП имал 375 автобуси кои како погонско гориво користат дизел, додека 30 автобуси користат природен газ. Во 2017 година бројот на дизел автобуси се згомил на 428, а сите автобуси на метан се ставени надвор од употреба. Уште полоша е состојбата при употребата на горивото. Во 2007 година ЈСП потрошило 5,6 милиони литри дизел и околу 200.000 метри кубни газ. За 10 години енормно се зголемила потрошувачката на дизел, за неверојатни 60%. Па така во 2017 година ЈСП потрошило околу 8 милиони литри дизел и 0 метри кубни природен газ. Од ЈСП Скопје не сакаа да се појават во овој документарец за да образложат зошто пораснала употребата на дизел за 60% и зошто денес нема ниту еден автобус што користи поеколошко гориво. Сообраќајот е еден од факторите кој што влијае на загадувањето на воздухот. Особено имајќи предвид дека во претходниот период имавме обнова на така наречен стар возен парк, имајќи ги предвид одредбите за увоз на стари возила. И дури имаше и прашање колку и каков е тој увоз на стари возила, дали имаше некој скандал дека се ваделе катализатори па се продавале и така натака. Значи дека дефинитивно сообраќајот како еден од факторите влијае врз загадувањето на воздухот. За да ги потврди овие тврдења, СКОП Македонија побара податоци од СВР Скопје. Така во 2007 година во Скопје се регистрирани околу 19.000 возила на дизел, погон, додека во 2016 овој број пораснал за 4 пати и изнесува 72.000 возила. Бројот на превозни средства на територијата на СВР Скопје, кои како погонско гориво користат бензин, за истиот период се намалени за околу 10.000. Според Британската автомобилска асоциација, дизел моторите со внатрешно согорување испуштаат 10 пати повеќе ситни честички и азотни оксиди од бензинските мотори. Возилата кои загадуваат повеќе од дозволеното немаат проблеми ниту со полицијата. Според официјалните податоци до кои дојдовме, полицијата во Скопје во 2017 година исклучила само 3 возила од сообраќај поради поголеми количества на издувни гасови, додека во 2016 и во 2015 година ниту едно возило не е исклучено од сообраќај поради недозволено количество на издувни гасови. Еден автомобил, а како што може да видиме, во најголем дел од автомобилите се превезува по еден човек. Мислам дека просекот е 1,2 кај нас на човек по автомобил. Зафаќа многу простор и самиот автомобил зафаќа простор, потоа безбедносното растојание што го држи со соседните автомобили. И така, ако се ослониме на автомобилскиот сообраќај како основа, како рбет на градот, за тоа ни е потребен голем простор. За да го добиеме тој простор за автомобилите, мора постојано да шириме, да додаваме нови ленти, да одземаме од зеленило, да одземаме од пешаци и така натаму. Затоа автомобилскиот сообраќај не е решение особено не е решение за густи градски средини, туку решение се велосипедскиот сообраќај, јавниот превоз, кои што зафаќаат многу помал простор и во истиот простор превезуваат поголем број на луѓе и тоа е решение за метежот во градот. Во средината на 2015 година градот Скопје започнал проект Скопје Велоград. Со него беа планирани 51 км велосипедски патеки на главните боливари до 2017 година. Со реконструкцијата на некои велосипедски патеки со проектот Скопје Велоград се реконструирани, мислам дека не повеќе од 20 км, помалку од 20 км велосипедски патеки, тоа главно потекот на неколку булевари, партизански одреди, Илинденска
Јане Сандански во аеродром и Александар Македонски во Газибаба. Во потекот на тие булевари има функционални велосипедски пати кои што не се исто така до крај изведени. На останатите улици немаме. А има мислам дека некаде околу 900 километри, ако добро паметам, автомобилски улици во Скопје, а имаме само 20 на километри покриени со велосипедски патеки. Градски паркинг во 2010 година купи 120 велосипеди кои може да се користат како јавен превоз. Немаме информации дали се зголеми инфраструктура за користење на овие велосипеди и дали е зголемен нивниот број. Јавни велосипеди може да се изнајмуваат само во април до октомври, во овој дел од годината тоа не функционира. Копенхаген е прогласен за европска престолнина на велосипедскиот транспорт. Педантните данци пресветале дека трошокот за превоз со автомобил во Копенхаген е 6 пати поголем отколку да се превезат со велосипед. Секој изминат километар по сите параметри со автомобил ги чини 50 евроценти, околу 30 денари, додека со велосипед таа сума е околу 5 денари. Но во Скопје разликата е многу поголема во полза на велосипедот, од причини што во Копенхаген превезувањето со велосипед одзема многу повеќе време бидејќи градот е поретко населен, а изгубеното време е најголемиот трошок на велосипед во однос на автомобилот. Само за споредба, Скопје има 3600 жители на 1 километар квадратен, додека Копенхаген има само 722. Треба да можеш секаде да стигнеш со велосипед. Значи, би било барем еднакво секаде. Че треба да има или издвоена велосипедска патека, онаму каде што се вози со 40 со 50 км на час, онаму каде што се вози со 30 км на час не мора да има издвоена велосипедска патека. И исто така, ако сакаме да дадеме предност на пешачењето, на возењето велосипед, дури треба да има и улици каде што е возможно да пешачиш и да возиш велосипед, а не смееш да возиш кола, така што должината би требало да биде дури поголема. Според истражувањето на Европската комисија, дури 70% од граѓаните би користеле велосипед доколку има добра инфраструктура за тоа. Моментално во Скопје само 1,4% од граѓаните користат велосипед како превозно средство. За субвенции на велосипед, градот Скопје минатата година доделил 160.000 евра, а пари добиле 2600 жители. Оттаму акцијата ја оценуваат како успешна. Оваа зима, огромни количества на водена пареа се испуштаат во атмосферата од топланата Тето во доцните ноќни часови. Екипата на Скуп снимаше една таква ноќ. Оваа пареа, според експертите, нема PM10 честички, но зошто оваа топлана работи толку интензивно во текот на ноќта? Но колку оваа водена пара е опасна за граѓаните? Во извештајот на Министерството за животна средина од 2016 година е наведено дека пареата може да има лоши последици за климата. Граѓанските здруженија се сомневаат во работењето на оваа централа и на низините постапки. Пареата како пареа не е регулирана, затоа што се претпоставува дека во нивниот процес се регулира онака како што во самиот индустријски процес нели се настанува воопшто пареата. Суштината на еколошката дозвола е што ако вие согласно вашата околина каде што се наоѓа таа некоја инсталација, сметате дека имајќи предвид затоа што се наоѓа во урбана средина, затоа што е во близина на живеалишта, затоа што е во близина на градинки, така натака, може
да се спуштат и да се направат уште построги критериуми и да почнете и да ограничувате и во односи на пареа, да почнете да ограничувате и во односи и на други параметри и со многу пониски гранични вредности затоа што законот тоа исто ви го дозволува. Когенеративна централа. Значи, нејзината замисла беше да прво таа произведува струја, а топлината, која што е нус производ, да се искористи за загревање на Скопје. Затоа и таа топлана е позиционирана во централното градско подрачје. Меѓутоа сега, ако нокно време таа топлана, односно централа, работи и произведува струја, а не ја испорачува топлината на граѓаните, туку ја пушта во воздух, тогаш која е нејзината сврха. Меѓутоа, иако таа работи на газ, таа централа, сепак согоревањето на гасот не може да биде 100%, и тука се јавуваат некои киселини, појава на кисели дождови. Тоа оди надвор, заедно со водената пареа оди надвор во атмосферата и повторно се лепи со PM частичките и повторно граѓаните го дишат. Комуналните инспектори изготвиле само 8 записници од извршени контроли за загадувачи, од кои не забележавме дека фатиле некој загадувач и покрај тоа што минатиот јануари во воздухот имаше и над 1000 микрограми PM честички на метар кубен. Оттаму ни известија дека записници за други години немале. Инаку, според податоците на град Скопје, инспекторска плата земаат 3 инспектори за животна средина. Од ова произлегува дека инспекторот што бил на работа за 20 работни дена изготвил само 7 записници и во незагадениот месец во Скопје не фатил ниту еден загадувач на воздухот. Се чини дека во Македонија нема политичка волја за решавање на проблемот со загадување на воздухот. Пораката на граѓаните кон политичарите е директна. Кога влијателните луѓе во селото влечат гласови за тие 20 партии, дали се позиција или во опозиција, тоа мене не ме интересира, мене ме интересира моето дете. И белите дробови на моето дете. На белите дробови на моето дете не пишува чланска книшка од опозиција или позиција. Не пишува. Најодговорни за загадувањето во Скопје се политичарите, бидејќи тие ги носат и ги спроведуваат законите и мерките за заштита на граѓаните, а нивната негрижа ги носи овие слики.